ова е нешто што мене ми треба. Doom scrolling, дали си слушнал за овој поим? Практично скролање на телефонот до пропаст. Сега ова е од една анализа каде што психологи и други експерти истражиле и дошле до заклучок кога човек ќе го земе неговиот телефон и ќе почне да скрола, без разлика дали е на Instagram или TikTok, тој е во алфа состојба. Значи е свеж. И како скрола, алгоритмот му подметнува видеа, смешни видеа, глупости, реклами, најразлични видеа. И во рок од 10 минути емоционално е на 5 различни страни. И сега тој влегува во состојба на хипноза. Троши ментална енергија. Сега како ние тој гледач да го привлечеме да сака да го гледа нашиот контент или нашата реклама? Го фаќаме така што тој памти емоција, но не памти причина. Значи креативата што му ја пласираме мора да е релевантна, специфична и мора да го интригира. Мора да го тргнеме од таа состојба. Сега како ние да го тргнеме од таа состојба на хипноза? Така што знаеме повеќе за нашата целна група и ќе можеме во првите 3 секунди од нашата креатива да ставиме негов проблем или негова желба што него ќе го натера да застане и да си каже: "Еј, ова е проблем, јас што го имам, ова е нешто што мене ми треба." И на тој начин он ќе застане од тој doom scroll, од таа хипноза и ќе ја загледа нашата реклама или нашиот контент. Го едуцираме како сме ние поразлични, го едуцираме како нашиот продукт или услуга може него да му помогне. Сето тоа го правиме преку сторителинг и така на крајот од видеото додаваме повик за акција каде што го тераме или да заследи или да купи и така натаму.